Оттаму Авраам тргна кон краиштата на Негев и се настани меѓу Кадис и Сур, додека престојуваше како придоденец во Герар. Авраам рече за својата жена Сара дека му е сестра. И Авимелех, герарскиот цар, ја зеде Сара при себе, но Бог дојде при Авимелеха ноќе на сон и му рече: треба да умреш заради жената која ја зеде, зашто таа е омажена жена. А Авимелех не и се беше приближил, затоа рече: Господи, зар ке погубиш праведник? Зар тој не ми рече: таа ми е сестра, а таа сама ми рече: тој ми е брат. Ова го сторив со чиста совест и со чисти раце. Бог му одговори на сон: знам дека тоа го стори со чиста совест. Јас те задржав да не сгрешиш против мене и не оставив да се допреш до неа. Сега врати му жената на човекот, тој е пророк, ке моли за тебе, за да останеш во живот. Ако не ја вратиш, знај дека ќе умреш, ти и сите твои. Рано наутро Авимелек стана, ги свика сите своји слуги и им кажа се што беше, и луѓето се исплашија многу. Потоа Авимелех го повика Авраам и му рече: што ни стори, со што сгрешив јас кон тебе, за да ми изложиш мене и моето царство на голем грев? Се однесе кон мене како што не чини, и така што имаше на ум го праша Авимелех кога правеше така. Авраам одговори: навистина сметав дека нема Божи страв во ова место и дека луѓето ќе ме убијат заради мојата жена. Освен тоа, таа е навистина моја сестра, ќерка е на татка ми, иако не и на мајка ми, па ми стана жена. А кога Бог ме оддалечи од татковиот дом и реков: направи ми ја ова услуга, каде и да дојдеме, кажи за мене дека сум ти брат. Авимелех зеде овци и говеда, слуги и слугинки и му ги даде на Авраама, му ја врати и жена му Сара. Потоа Авимелех рече: еве, мојата земја ти е отворена, насели се каде што ќе ти се види за добро. А на Сара и рече: еве 1000 сребреници што ги давам на твојот брат, нека ти биде превес пред очите на сите кои се со тебе, ти си секако оправдана. Авраам му се помоли на Бога и Бог ги исцели Авимелеха, неговата жена и неговите слугинки, така што пак можеа да раѓаат, зашто Господ ја затвори секоја утроба во Авимелеховиот дом заради Аврамовата жена Сара. И Господ милостиво погледна на Сара, како што беше рекол, и направи Господ на Сара како што и беше рекол. Сара зачна и му роди на Авраама син во староста негова, во време кога што му беше рекол Господ, и Авраам го нарече со името Исак, синот што му се роди, кој му го роди Сара. И го направи сунет Авраам синот свој Исака во 8-миот ден, како што му беше заповедал Господ. Авраам имаше 100 години кога му се роди синот Исак. Сара пак рече: Господ ми нанесе смеа. Кој ќе чуе за мене, ќе ми се смее. И рече: кој би рекол дека Сара на Авраама ќе му дои деца, но сепак му родив син во староста негова. Детето порасна и беше одбиено, а Авраам приреди голема гозба во оној ден кога го одбија Исака, синот негов. Виде Сара дека синот на Агара, египјанката, што му го роди таа на Авраама, се подсмева со незиниот син Исак, па му рече на Авраама: истерај оваа робинка со синот нејзин, зашто синот на оваа робинка не бива да стане наследник со мојот син Исака. А тоа на Авраама му беше многу тешко поради синот негов Исмаила, но Бог му рече на Авраама: нека не ти е криво заради детето и робинката. Се што ќе ти рече Сара, послушај го гласот нејзин, зашто по Исака ќе се нарече потомството твое, а и од синот на робинката ќе издигнам голем народ, зашто тој е семе твое. И Аврам стана утредента рано, зеде леп и мев со вода и даде на Агара, ставајки го тоа на грб, и детето, па ја отпушти. И таа тргна и се заскита по пустињата Вирсавија. А кога снема вода во мевот, таа го остави детето под еден даб, а самата отиде далеку колку што со стрела може да се дофрли, и седна спроти него, зашто велеше: не можам да ја гледам смртта на моето дете, и седејќи спроти него далеку, кога го чу гласот на детето, почна гласно да плаче, но Бог го чу гласот на детето од местото каде што беше, и ангел Божи викна на Агара од небото и рече: што ти е, Агаро, не плаши се, бидејќи Господ го чу гласот на детето од таму каде што е. Стани, крени го детето и фати го за рака, од него ќе направам голем народ. И Бог и ги отвори очите, и таа виде извор на жива вода, и отиде, па го наполни мевот со вода и го напои детето, а Бог беше со детето и тоа порасна и заживеа во пустињата и стана стрелец со лак. Тоа живееше во пустињата Фаран.
и мајка му негова му зеде жена од земјата египетска. Во тоа време Авимелех со Фихол, војводата негов, му рече на Авраама: Бог е со тебе во се што правиш. А сега заколни ми се овде во Бога, дека нема да ми напакостиш ни мене, ни на потомството мое, ниту на името мое, туку дека ќе постапуваш добро со мене и со земјата во која си гостин, како што постапував јас со тебе. И рече Авраам: се заколнувам. Тогаш Авраам го прекори Авимелеха за изворите водни што ги зедоа слугите Авимелехови. А Авимелех му рече: не знам кој го направи тоа, ниту ти ми кажа, ниту пак чув за тоа до денес. А Авраам зеде овци и говеда и му ги даде на Авимелеха, и тие двајца склопија сојуз. Потоа Авраам одвои 7 јагниња од стадото, а Авимелех му рече на Авраама: зошто се овие 7 јагниња што ги одвои? Авраам пак одговори: прими ги од мојата рака овие 7 јагниња, за да ми бидат сведоштво дека јас сум го ископал оној кладенец. Затоа она место се нарече Вирсавија, бидејќи тука се заколнаа обајцата. Откако склопија сојуз во Вирсавија, Авимелех со пријателот Охозат и Фихол, војводата негов, се кренаа и се вратија во земјата филистејска. И Авраам насади шумичка во Вирсавија и таму го призва името на Господа, вечниот Бог. Авраам живееше во земјата филистејска како придојден многу денови. По тие настани Бог, искушувајќи го Авраама, рече: Аврааме, а тој одговори: еве ме. Бог продолжи: земи го сега саканиот син твој Исака, па оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва сепаленица на една горичка што ќе ти ја покажам. И утредента рано, откако стана Авраам, го седла ослето свое, зеде со себе двајца од слугите своји и Исака синот свој, откако исцепи дрва за жртвата, се крена, појде и дојде на местото за кое му рече Бог. На третиот ден, кревајќи ги очите своји, Авраам го здогледа местото оддалеку и им рече Авраам на слугите своји: останете вие овде со ослето, а јас и детето ќе одиме онаму, откако ќе се помолиме, ќе се вратиме кај вас. И зеде Авраам дрва за жртвата, му ги натовари на Исака синот свој, а самиот тој зеде во своји раце огнило и нож. Па отидоа обајцата заедно. Тогаш му рече Исак на Авраама, таткото свој: татко, а тој одговори: што е, синко? И рече Исак: ете огнило и дрва, а каде е јагнето за жртва? А Авраам одговори: Бог ќе си предвиди, синко, јагне за жртва. И обајцата го продолжија патот заедно и стигнаа до местото за кое му беше рекол Бог. Тука Авраам направи жртвеник и кладе дрва на него, а откако го врза Исак, синот свој, го стави на жртвеникот врз дрвата. Тогаш Авраам ја пружи раката своја и го зеде ножот да го заколе синот свој. Но ангел Господов викна од небото и рече: Авраам, Авраам! А тој одговори: еве ме. И ангелот продолжи: не кревај рака своја на детето и не прави му ништо. Еве, сега знам оти се плашиш од Бога, штом не го пожали ни саканиот свој син заради мене. И Авраам ги крена очите своји и погледа, а тоа зад него овен, кој се беше сплеткал со роговите во гасталакот. И Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе како жртва сепареница место синот свој. И го нарече Авраам ова место: Господ ке предвиди. Затоа и денес се вели: на горичката Господ се јави, а ангелот Господен повторно го викна од небото Авраам и рече: се колнам во себе, вели Господ, кога така направи и не го пожали саканиот свој син заради мене, навистина јас ке те благословам и преблагословам, и потомството свое ке го умножам и преумножам, како звездите на небото и како песокта на морскиот брег. А потомците твои ќе ги завладеат градовите на непријателите своји и ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша гласот мој. Тогаш Аврам се врати при слугите своји и се кренаа, па се вратија заедно во Вирсавија и се насели Аврам во Вирсавија. По тие настани му јавија на Аврам: ете, Мелха му роди синови на братот твој Нахор, Ус, неговиот првенец, брат му Вус, и Камуила, таткото на аремејците, Хазада, Азава, Фалдеса, Елдафа и Ватуила, а Ватуило ја роди Ревека. Овие 8 му ги роди Мелха и Нахора, братот на Авраама, а неговата наложница по име Ревма ги роди овие: Тевека, Гама, Тогоса и Моха. Сара поживе 127 години. Тоа се годините на Сариниот живот.
и умре Сара во градот Киријат Арби, а тоа е Хеврон, во земјата Хананска, и дојде Аврам да изжали и да ја исплаче. А кога стана Аврам пред покојницата своја, им рече на синовите Хетеови, велејки, странец сум и придојдем при вас, дајте ми да имам гроб кај вас, сам да ја погребам покојницата своја. А синовите Хетеови му одговорија на Аврам, велејки, чујне, господару наш, ти си кнез Божи меѓу нас, во недобриот гроб наш погребија покојницата своја, никој меѓу нас нема да ти го одбие гробот свој за да можеш да ја погребеш покојницата своја таму. Тогаш стана Аврам и му се поклони на народот од земјата на синовите Хетеови. И им рече Аврам, велејки, ако сакате да погребам покојницата своја пред очите мои, послушајте ме. Речете му за мене на Ефрона, синот Саров, нека ми ја даде пештерата во Макпела, која е на крајот од нивата негова, за пари нека ми ја даде, колку што чини, за да имам гробница меѓу вас. А Ефрон седеше меѓу синовите Хетеови, и му одговори Ефрон, хетеецот на Аврама, пред синовите Хетеови, и тоа гласно, да чујат сите, кои беа во советот од тој град, велејки, не, господару, послушај ме, нивата и пештерата во неа, ти ја давам пред синовите на народот мој, ти ја подарувам, погребија, покојницата твоја. А Аврам му се поклони на народот од таа земја и му рече на Ефрона гласно, пред сиот народ, велејки, ако сакаш, почуј ме, јас ќе ти дадам колку што чини нивата, земи од мене, па тогаш ќе погребам покојницата своја таму. А Ефрон му одговори на Авраам и рече, господару мој, чуј ме, земјата чини 400 сикли сребро, што е тоа за мене и за тебе? Затоа погребија покојницата твоја. И Аврам, откако го ислуша Ефрона, му го измери среброто што го кажа тој пред синовите Хетеови, 400 сикли сребро, како што врвеше тогаш меѓу трговците. И нивата Ефронова во Макпела спроти Мамре, нивата и во пределите наоколу. Станаа собственост на Аврам, пред синовите Хетеови, пред сите кои влегуваа во тој град. Потоа ја погреба Аврам Сара, жената своја, во пештерата на нивата Макпела спроти Мамре, а тоа е Хеврон, во земјата Хананска. Така Аврам ја придоби од синовите Хетеови нивата и пештерата во неа, за да има сопствена гробница. А Аврам беше веќе стар и во години. Господ го беше благословил во се, и му рече Аврам на слугата свој, на најстариот во домот негов, кој стоеше на целиот негов имот, стави ја раката своја под бедрото мое, и ќе те заколнам во Господа Бога на небото и Бога на земјата, дека нема да земе жена за синот мој од керките хананејски, меѓу кои живеам, туку дека ќе отидеш во земјата моја каде што се родив, во родот мој, и ќе му доведеш жена на синот мој Исака оттаму. А слугата му рече, можно е девојката да не сака да појде со мене во оваа земја, ќе го одведам ли синот твој во земјата од која си се иселил? А Аврам му рече, гледај да не го одведеш синот мој таму. Господ Бог на небесата и на земјата, кој ме зеде од домот на таткото мој и од земјата, каде што сум роден, и кој ми рече и ми се заколна, велејки, тебе и на потомството твое ќе му ја дадам оваа земја. Он ќе испрати ангел свој пред тебе, и ти ќе доведеш жена за синот мој оттаму. Ако пак девојката не сака да појде со тебе во оваа земја, тогаш нека ти е проста клетвата моја, само синот мој не праќај го таму. И ја стави слугата раката своја под бедрото на Аврама, господарот негов, и му се заколна во тоа. Потоа слугата зеде 10 камили од камилите на господарот свој, зеде и од драгоценностите на господарот свој со себе, па кога стана се упати во Месопотамија, во градот Нахоров, и ги остави камилите надвор од градот, покрај изворот, при квечерина, кога жените излегуваат да полнат вода, и рече, Господи, Боже на господарот мој Авраама, испрати ми ја денес во пресред онаа која ја барам, и направи му милост на господарот мој Авраама. Еве јас ќе стојам крај овој извор, и керките на градските жители ќе дојдат да нареат вода, и на која девојка ќе речам, наведни ја стомната своја да пијам, а таа ќе рече, на, пи, и камилите твои ќе ги напојам, додека се напивам, неа си ја определил за слугата твој Исака, и потоа ќе разберам дека си му направил милост на господарот мој Аврам. И додека тој уште зборуваше во себе, а ете е Ревека, керката на Ватуила, синот на Мелха, жената на Нахора, чиј брат е Аврам, дојде со стомната на рамо, а беше многу убава девојка, која човек уште не беше познала. Таа слезе при изворот, ја наполни стомната, па појде угоре. Тогаш слугата излезе пред неа и рече, дај ми да се напија малку вода од стомната твоја.
А таа одговори: еве, пи, господару, и брзо ја спушти стомната на раката своја и му даде да пие. Чекајки додека не се напие, па рече: и на камилите твои ќе им налијам додека сите не се напијат. Па брзо ја истури стомната своја во поилото и пак оттрча до изворот да ја наполни и им налија на сите камили негови, а човекот ја гледаше со восхит и молкум, но сакаше да узнае дали го благословил Господ патот негов или не. А откако камилите се напоија, човекот изведи златни наушници, тешки половина сикла и 2 гривни за незините раце, од 10 сикли злато. Ја запраши и рече: чија ќерка си, кажи ми, има ли во куќата на таткото твој место за преноќевање? А таа му одговори: јас сум ќерка на Ватуила, синот на Мелка, која му го роди на Нахора. И уште рече: има при нас многу слама и храна, а и место за ноќевање. Тогаш човекот се наведна и му се поклони на Господа, па рече: нека е благословен Господ Бог на господарот мој Аврам, кој не го остави господарот мој без своја милост и својата правда спрема господарот мој. Господ ме доведе по прав пат во домот на братот од господарот мој. Девојката пак оттрча и сето ова го кажа во домот на мајката своја, а Ревека имаше брат по име Лаван. Лаван побрза кон човекот крај изворот, откако ги беше видел наушниците и гривната на рацете од сестрата своја и чул кога сестра му Ревека рече: вака ми рече човекот. Тогаш појде кај човекот, а тој стоеше со камилите при изворот и рече: ела ти, кој си благословен од Господа, зошто да стоиш надвор? Јас ја приготвив куќата, а има место и за камилите. Тогаш човекот влезе во куќата, му ги растоварија камилите и им дадоа слама и сено, храна на камилите, а му донесоа и вода за нозете негови и за луѓето кои беа со него, и им поставија леб да јадат, но тој рече: нема да јадам додека не кажам зашто сум дојден. И му рекоа: зборувај. Тогаш рече: јас сум слуга Аврамов. Господ го благослови господарот мој многу, да стана голем, и му даде овци и говеда, сребро и злато, и слуги и слугинки, и камили и осли. А Сара, жената на господарот мој, по старост му роди син на господарот мој, и тој му го даде целиот свој имот. Мене пак ме заколна господарот мој велејки: немој да му доведеш на синот мој жена од керките хананејски, меѓу кои живеам, туку појди во домот на таткото мој и во родот мој и земи жена за синот мој. А јас му реков на господарот мој: може би девојката не ќе сака да појде со мене. А тој ми рече: Господ пред чие лице одев, ќе испрати ангел свој со тебе и ќе ти го покаже патот твој до целта, и ти ќе земеш жена за синот мој од родот мој, од домот на таткото мој. Тогаш ќе ти биде проста клетвата моја, кога ќе отидеш во родот мој. А ако не ти ја дадат, ќе бидеш ослободен од клетвата моја. И кога дојдов денес при изворот, реков: Господи Боже на господарот мој Аврам, ако си ме упатил на прав пат по кој одам, еве јас ќе застанам крај изворот и на девојката која ќе дојде да налее вода, ќе и речам: дај ми да се напијам малку вода од стомната твоја. А таа ми одговори: еве ти пи, и на камилите твои ќе им налеам. Таа нека биде жена која што Господ ја определил за слугата свој Исака, и по ова ќе разберам дека си му направил милост на мојот господар Аврам. Јас уште не го изреков тоа во срцето свое. И Ревека дојде со стомната на рамо и слегувајќи на изворот налеа, а јас и реков: дај ми да се напијам. И таа брзо ја спушти стомната на раката своја и рече: еве, пи ти, и камилите твои ќе ги напојам. Се напив, и камилите мои ги напои. Тогаш ја прашав и реков: чија ќерка си? А таа одговори: јас сум ќерка на Ватуила, синот на Нахора, кого му роди Мелка. Тогаш и ги ставив наушниците и гривните на рацете нејзини, па се наведнав и му се поклонив на Господа и го благословив Господа Бога на господарот мој Аврам, кој ме поведе по правиот пат да ја земам ќерката од братот на господарот за неговиот син. А сега кажете ми, ќе му направите ли милост и правда на господарот мој или не? Ако пак не сакате, кажете ми, и јас ќе тргнам надесно или налево. А Лаван и Ватуило одговорија: од Господа дојде ова, ние не можеме да ти кажеме ни лошо ни добро. Ете, Ревека е пред тебе, земи ја па оди, и нека му биде жена на синот од твојот господар, како што рекол Господ. А кога ги чу слугата Аврамов зборовите нивни, му се поклони на Господа до земи. Потоа слугата извади работи златни и сребрени и облека и ги даде на Ревека, а и на братот нејзин и на мајката нејзина им даде подароци. Па јадеа и пиеа,
тој и луѓето кои беа со него и ноќеваа, а утредента кога станаа тој рече: пуштете ме да се вратам при господарот мој, а братот нејзин и мајка и рекоа: нека остане девојката кај нас макар уште 10 дена, па тогаш одете. Но тој им рече: не задржувајте ме кога Господ го благослови мојот пат, пуштете ме да си одам кај господарот мој. А тие рекоа: да ја викнеме девојката и да ја прашаме што ќе рече таа. И ја повикаа Ревека, па и рекоа: сакаш ли да одиш со овој човек? А таа одговори: сакам. И ја пушчија Ревека, сестрата своја и слугинките нејзини со слугата Аврамов и луѓето негови. Ја благословија Ревека и рекоа: сестро наша, да се умножиш на 1000 и 1000 и потомството твое да завладее во градовите над непријателите твои. И стана Ревека со слугинките своји и се качија на камилите и тргна со човекот. Така слугата ја зеде Ревека и се отиде, а Исак беше дошол во Беер Лахај Рој, зашто живееше во јужниот крај. Приквечер излезе Исак во полето да се прошета, па ги крена очите, а тоа ете, камилите идат. Ревека откако ги подигна очите своји и го виде Исака, слезе од камилата и го праша слугата: кој е оној човек што преку полето ни доаѓа во пресред? А слугата одговори: тоа е господарот мој. Тогаш таа зеде превес па се покри и му раскажа слугата на Исака се што беше направил. Тогаш Исак ја одведе Ревека во шаторот на Сара, мајката своја, и таа му стана жена и му омиле. А Аврам зеде втора жена по име Хетура и таа му ги роди Зимрана, Јоксана, Медана, Мадијама, Јесвока и Соијена. Јоксан ги роди Темана и Дедана, а Деданови синови беа Рагуил, Навдеил и Асурин, Летусин и Лаудин, а синови Мадијамови Ефа, Ефер, Ханох, Авид и Елдак. Сите тие беа синови Хетурини. А Аврам целиот свој имот му го даде на Исака, на синовите пак од своите наложници им даде Аврам само подароци и уште додека беше жив ги распрати на исток во источниот крај, далеку од синот негов Исака. А деновите на Аврамовиот живот што го поживеа беа 175 години. И откако ослабе, умре Аврам во добра старост, сит од животот и се прибра во родот свој, а го погребаа неговите синови Исак и Исмаил во пештерата Макпела, во нивата на Ефрона, синот на хетеесот Сахар, а која се наоѓаше спроти Мамре, во пештерата на нивата што ја беше купил Аврам од синовите Хетеови. Таму беше погребан Аврам со Сара, жената своја, а по смртта Аврамова го благослови Бог Исака, синот негов. Исак живееше пак во Беер Лахај Рој. Еве го родословот на Исмаила, синот Аврамов, кого му го роди на Аврама Агара египјанката, слугинката на Сара. А ова се имињата на синовите Исмаилови, како што ги именуваа во родовите нивни. Првенецот Исмаилов е Навајот, па Кидар, Навдеил и Масам, потоа Масма, Дума и Маса, Хадар, Теман, Јетур, Нафес и Кедма. Тоа се синовите Исмаилови и тоа се имињата според селиштата, шаторите и населбите нивни. Тоа се 12 кнезови над племињата нивни, а деновите на животот Исмаилов се 137 години. Потоа ослабе и умре и се прибра при својот род. Неговите синови живееа од Евилат дури до Сур, источно од Египет, од каде што се оди во Асирија. Тие се населија спроти сите браќа своји, а ова е родословот на Исака, синот Аврамов. Аврам го роди Исака, а Исак имаше 40 години кога се ожени со Ревека, керката на арамеецот Ватуило, од Месопотамија сириска, сестра на арамеецот Лаван. Исак му се побори на Господа за жената своја, бидејќи таа беше неплодна, и Бог го чу, па Ревека, жената негова, зачна, но децата се удираа едно со друго во утробата нејзина, и таа рече: ако биде така, зошто ми е ова? И отиде да го праша Господа. А Господ и рече: две племиња има во утробата твоја и два народа ќе излезат од тебе. Едниот народ ќе биде посилен од другиот и поголемиот ќе му служи на помалиот. И дојде времето да роди, а ете, близнаци во утробата нејзина. Излезе синот првенец црвен, целиот рунтав како руно, и му дадоа име Исав, а потоа излезе брат му, држејќи го Исава со рака за петата. Нему му ставија име Јаков, а Исак имаше 60 години кога ги роди овие Ревека,
И децата порасна, Исав стана вещ, ловец и любител на полето, а Јаков беше човек, кроток и престојуваше во шаторите. Исак го сакаше Исава, зашто многу му се свиѓаше ловот негов, а Ревека повеќе го сакаше Јакова. Еднаш Јаков сготви јадење, а Исав дојде од полето уморен и му рече Исав на Јакова: дај ми да јадам од тоа црвеникаво, зашто сум уморен. Оттаму се нарече Едом, но Јаков му рече на Исава: продај ми го денес првородството твое. А Исав одговори: еве, сакам да умрам, па што ќе ми е првородството? Но Јаков му рече: заколни ми се уште сега, и тој му се заколна. Така Исав му го продаде своето првородство на Јакова, и Јаков му даде на Исав леп и варена леќа, и тој јаде и пи, па стана и си отиде. Така Исав го презре првородството свое. Но настана глад на земјата покрај оној што беше во Аврамовото време. И Исак отиде при Авимелеха, царот филистејски, во Герар, и му се јави Господ и рече: не оди во Египет, туку живе во земјата која ќе ти ја покажам. Настани се во таа земја и јас ќе бидам со тебе и ќе те благословам, зашто тебе и на потомството твое ќе ви ја дадам сета таа земја и ќе ја потврдам клетвата со која му се заколнав на Аврама, таткото твој, и ќе го умножам потомството твое како звездите на небото и ќе му ја дадам на потомството твое сета таа земја и ќе се благословат преку потомството твое сите народи земни, бидејќи татко ти Аврам го послуша гласот мој и се покоруваше на заповедите мои, на законите мои и на наредбите мои. И остана Исак во Герар, а луѓето во тоа место прашуваа за жената негова, а тој велеше: сестра ми е. Оти се плачеше да каже жена ми е, за да не го убијат луѓето од тоа место заради Ревека, бидејќи таа беше убава. Но откако мина многу време, таму се случи Авимелех, царот Герарски, да погледа низ прозорец и да го види Исака како се шегува со Ревека, жената своја, и го викна Авимелех Исака и му рече: па таа ти била жена, а зошто рече сестра ми е? А Исак му одговори: оти помислив дека ќе загинам поради неа. Авимелех тогаш му рече: што ни направи? Лесно можеше да се случи некој од надвор да легне со твојата жена и ќе не воведеше во грев. И му заповеда Авимелех на сиот народ свој, велејки: кој ќе се допре до овој човек или до жената негова, ќе загине. И Исак почна да сее во таа земја, и таа година доби 100 пати повеќе јачмен. Господ го благослови, и човекот се издигна и стануваше се поголем додека не стана многу богат, и се здоби со многу овци и говеда и ниви, така што филистејците почнаа да му завидуваат. Па сите извори што ги беа ископале татковите му слуги при животот на неговиот татко Аврам, филистејците ги затрупаа со земја. И Авимелех му рече на Исак: оди си од кај нас, зашто стана многу посилен од нас. Тогаш Исак си отиде од таму и ги распна шаторите своји во долината Герарска и се насели таму. И почна Исак да ги откупува изворите што беа ископали од слугите на Аврам, таткото негов, а кои ги беа затрупале филистејците по смртта на Аврам, таткото негов. И ги нарече со истите имиња што им ги беше дал неговиот татко. И копајќи слугите Исакови во долината Герарска најдоа извор со жива вода, па се скараа пастирите Герарски со пастирите Исакови, велејки: водата е наша. И му кладе име на тој извор Есек, зашто се скараа околу него. Откако замина од таму, Исак искупа друг извор и околу него се скараа, затоа него го нарече Сидна. Тој се крена од таму и искупа нов извор, а околу него немаше граница, затоа го нарече Реховот. Велики оти Господ ни даде простор за да се размножиме во оваа земја, а од таму мина тој во Вирсавија. И истата ноќ му се јави Бог и му рече: јас сум Бог на Аврам, таткото твој, не плаши се, зашто јас сум со тебе, ќе те благословам и ќе го умножам потомството твое заради Аврам, таткото твој. И направи тој таму жртвеник и го приства името Господово. И
Таму го распна шаторот свој, а слугите Исакови ископаа извор таму во долината Герарска. Тогаш дојде при него Авимелех од Герар со Охозат, пријателот свој, и со Фихол, војводата свој. А Исак им рече: зошто дојдовте при мене кога ме мразите и ме истеравте од кај вас? А ти одговорија: видовме дека Господ Бог е навистина со тебе, па рековме да положиме меѓу тебе и нас клетва и да склучиме со тебе сојуз, да не ни правиш зло, бидејќи и ние тебе не те допревме, и ти направивме само добро, и те пуштивме да си одиш со мир, и ете сега си благословен на Господа. Тогаш што им приреди Госпа, па јадеа и пиеа. А утредента, откако станаа рано, се заколнаа еден на друг и ги отпушти Исак, и тие отидоа од него со мир. Истиот ден дојдоа слугите Исакови и му кажаа за изворот што го ископаа и му рекоа: најдовме вода. И тој го нарече Вирсавија, и поради ова и се вика оној град Вирсавија и до ден денешен. А кога имаше Исак 40 години, се ожени со Јудита, ќерка на хетеецот Вео, и со Васемата, ќерка на хетеецот Елон, а тие станаа текоба за Исака и Ревека. Кога Исак остаре и му ослабе видот на очите, та не гледаше, го повика постариот син свој Исава и му рече: сине мој, а тој одговори: еве ме. И рече Исак: еве остарев и не го знам денот на смртта. Земја сега спремата своја, лакот и стрелите, и излези в поле, и улови ми дивеч, па сготви ми јадење какво што сакам, и донеси ми да јадам, и да те благослови душата моја, пред да умрам. А Ревека чу што му рече Исак на синот свој Исава. И Исав отиде в поле да улови дивеч за својот татко. Ревека пак му рече на Јакова, помалиот син свој, велејки: ете го чув татко ти, како разговараше со Исав, братот твој, и дека рече: донеси ми дивеч и изготви ми јадење да јадам, па да те благословам пред Господа пред да умрам. Туку сега, синко мој, послушај ме што ќе ти речам. Оди при стадото и донеси оттаму 2 млади и добри јариња, и јас ќе му сготвам јадење од нив, какво што сака. А ти ќе му однесеш на татка ти, и тој ќе јаде, па ќе те благослови таткото твој, дури е уште жив. А Јаков и рече на Ревека, мајката своја: но Исав, братот мој, е рунтав, а јас сум човек гладок. Може татко ми да ме попипа, па пред очите негови ќе станам измамник, и место благослов ќе навлечам врз себе проклетство. А мајка му одговори: проклетството твое, синко, нека падне на мене. Само послушај ме и оди, па донеси ми. Тогаш тој отиде, зеде и донесе на мајка си своја. А мајка му негова сготви јадење, какво што јадеше татко му. Па потоа ја зеде Ревека најубавата облека на постариот син Исава, што беше кај неа дома, и го облече Јакова, помладиот нејзин син, а рацете негови и голиот врат му го обложи со јарешки кожички, и му го даде на Јаков, синот свој, в раце јадењето и лебот што го беше сготвила. А тој влезе при татка си и му рече: татко. А тој одговори: еве ме. Кој си ти, синко? Јаков пак му рече на татка си: јас сум Исав, твојот првороден син. Направив како што ми рече: стани, седни и јади од ловот мој, па да ме благослови душата твоја. А Исак му рече на синот свој: кога толку бргу најде, синко мој? А тој одговори: Господ, твојот Бог беше милостив. Тогаш му рече Исак на Јакова: дојди поблизу, синко мој, да те попипам и да видам дали си ти, синот мој Исав или не. И пристапи Јаков до Исака, таткото свој, а тој го попипа, па рече: гласот е глас на Јакова, но рацете се раце Исавови, и не го позна, зашто рацете му беа како рацете на Исава, братот негов, рунтави. И го благослови и му рече: ти ли си синот мој Исав? А тој одговори: јас сум. Тогаш рече: дај ми сега, синко, да јадам од ловот твој, па да те благослови душата моја. И му даде, и тој јаде, па му донесе и вино и пи. Потоа Исак, таткото негов, му рече: приближи се до мене и целивај ме, синко. И тој пристапи и го целива. Исак го почувствува мирисот од облеката негова и го благослови велејки: еве, мирисот на синот мој е како мирис од полето, што го благословил Господ. Бог нека ти даде роса небеска и родна земја, многу пшеница и вино во изобилие, народи да ти слугуваат и кнезови да ти се клањаат, да бидеш господар над братот свој и да ти се клањаат синовите на таткото твој. Проклет да биде оној што тебе те проколнува, а благословен оној кој тебе те благословува.
Откако Исак го благослови Јакова и Јаков отиде од Исака, таткото свој, во тој час дојде од лов Исав, братот негов. И тој му сготви јадење и му однесе на татка си и му рече: стани, татко, и јади од она што синот твој гулови, за да ме благослови душата твоја. И Исак, таткото негов, му рече: кој си ти? А тој рече: јас сум синот твој, првородениот Исав. Тогаш Исак премногу се возбуди и рече: а кој беше оној кој уловил лов и ми донесе од се, и јас јадев пред да дојдеш ти и го благословив, тој и ќе остане благословен. А кога ги чу Исав зборовите на таткото негов, извика на сиот глас и многу се нажали, па рече: благослови ме и мене, татко. А тој му одговори: дојде братот твој со измама и го зеде твојот благослов. Исав пак рече: сигурно зато мој името Јаков, еве веќе 2 пати ме истисна. Првородството ми го зеде, а сега и благословот ми го зеде. И му рече Исав на татка си: не остави ли благослови за мене? И Исак одговори и му рече на Исава: него веќе го поставив за господар над тебе, и сите браќа негови ги определив да му бидат слуги, со жито и вино го обдарив. А што да направам сега, синко, со тебе? Но Исав му рече на татка си: зар само еден благослов има кај тебе, татко? Благослови ме и мене, татко. Бидејќи Исак молчеше, Исав извика на сиот глас и заплака. Тогаш Исак, таткото негов, одговарајќи му рече: ете, домот твој ќе биде од плодна земја и од роса небеска од оскора. Од меѓот свој ќе живееш и на брата ти ќе му служиш, но еднаш кога ќе се побуниш, ќе го стрезеш јаремот негов од вратот свој. Тогаш Исав го замрази Јакова поради благословот со кој го беше благословил татко му, и си рече Исав во срцето свое: се наближуваат деновите на оплакувањето за таткото мој, тогаш ќе го убијам Јакова, братот мој. И кажа на Ревека зборовите од Исава, постариот нејзин син. А таа испрати, па го повика Јакова, помалиот син нејзин, и му рече: братот твој Исав се заканува дека сака да те убие, затоа, синко, послушај ме сега. Стани и бегај во Месопотамија, кај Лавана, братот мој, во Харан, и живеј при него некое време, додека му мијат гневот и лутината на братот твој. И додека тој не заборави што си му направил, а тогаш јас ќе пратам да те доведат од таму, зошто да останам без вас двајцата во еден ден. А на Исака Ревека му рече: ми омрзна животот поради керките хетејски. А ако земе Јаков жена од керките хетејски, тогаш зошто ми е животот? Затоа Исак го повика Јакова, го благослови и му заповеда, велејќи: немој да земеш жена од керките хананејски. Стани, па оди во Месопотамија, во домот на Ватуила, таткото на мајката твоја, и оттаму земи си жена од керките на Лавана, вујкото твој, а мојот Бог кој е семоќен, нека те благослови и нека те издигне и нека те умножи, да од тебе да настанат многу народи, да ти го даде благословот на Авраама, мојот татко, тебе и на потомството твое со тебе, за да наследи земјата во која си придоден, а која Бог му ја даде на Авраам. Така Исак го испрати Јакова, и тој отиде во Месопотамија при Лавана, синот на Ватуила, аремеецот, кај братот на Ревека, мајката на Јакова и Исава. Кога Исав виде како Исак го благослови Јакова и го испрати во Месопотамија арамејска, оттаму да се ожени, и како благословајќи го, му заповеда: немој да се ожениш со некој од керките хананејски. И дека Јаков го послуша таткото свој и мајката своја и отиде во Месопотамија. Увиде Исав дека керките хананејски не му се поволја на Исака, таткото него, па затоа отиде кај Исмаила и покрај жените своји ја зеде за жена Маелета, керката на Исмаила, синот Авраамов, сестра на Вајотова. Јаков пак ја напушти Вирсавија и отиде во Харан, па најде едно место и таму преноќева. Бидејќи сонцето беше зашло, изеде еден камен од тоа место и си го кладе под главата, па заспа на тоа место. И виде сон: ете, скала стои на земјата, а со врвот допира до небото, и ангели Божји се качуваат по неа и слегуваа, а ете, Господ стоеше на неа, кој му рече: јас сум Господ Бог на таткото твој Аврам и Бог Исаков, не плаши се, оваа земја на која спиеш, тебе ќе ти ја дадам и на потомството твое, а потомството твое ќе биде колку песокта на земјата. Ти ќе се рашириш на запад и на исток, и на север и на југ, и сите племиња на земјата ќе се благословуваат со тебе и во потомството твое. И еве, јас сум со тебе и ќе те пазам секогаш каде и да појдеш, и ќе те вратам во оваа земја и нема да те оставам се додека не го извршам она што сум ти го рекол. А кога се разбуди Јаков од сонот си рече: сигурно е Господ на ова место, а јас не знаев. Се уплаши и рече: колку е страшно ова место, не е друго, а е дом Божји.
ова е вратата небеска. И стана Јаков утредента рано, го зеде каменот што го беше ставил под главата и го постави како спомен, па го пролија со масло. И тоа место Јаков го нарече Ветил, односно Дом Божи. А порано името на овој град му беше Луз и се зарече Јаков, велејки, ако Господ Бог биде со мене и ме запази на овој пат по кој одам, и ако ми даде леп да јадам и облека да се облекувам и се вратам здрав во домот на таткото мој и би биде Господ Бог мој, тогаш овој камен што го поставив за спомен ќе би биде Дом Божи и од се што ќе ми дадеш ќе ти давам тебе дел 10. Тогаш се крена Јаков и отиде во земјата на исток, кај Лавана, синот на Ватуила, арамеецот, братот на Ревека, мајката на Јакова и Исава. Одеднаш забележа во полето извор и ете 3 стада овци лежа околу него, бидејќи на тој извор се поеја стада, но голем камен имаше над отворот од изворот и се собираа таму сите стада. Го иставаа каменот од отворот на изворот и ги напојуваа овците, а потоа па го ставаа каменот над отворот од изворот на неговото место. Јаков им рече: од каде сте вие, браќа? Ти одговорија: од Харан сме. А тој им рече: го познавате ли Лавана, синот на Хоров? Тие рекоа: го познаваме. Тој пак ги праша: здрав ли е? Рекоа: здрав е. И еве, Рахил, ќерката негова, иде со стадото. И тој рече: ете, уште е рано и не е време допитокот да се прибира. Напојте ги овците, па одете и пасете ги. А тие рекоа: не можеме додека не се собира сите стада, за да се истави каменот од отворот над изворот, па тогаш ќе ги напоиме овците. Додека тој уште зборуваше со нив, дојде Рахил со стадото од таткото нејзин, бидејќи таа ги пасеше овците. А кога ја виде Јаков Рахил, ќерката Лаванова, братот на мајка си, и стадото на Лавана, братот на мајка си, пристапи Јаков и го истави каменот од отворот на изворот и го напои стадото на бујка си Лавана. И ја целива Јаков Рахил, па извика и заплака. Потоа и кажа на Рахил дека тој му е род на таткото нејзин и дека е син на Ревека, а таа оттрча па го извеси таткото свој. А кога чу Лаван за Јакова, синот на неговата сестра, го излезе во пресред, го прегрна и бакна и го воведе во својот дом, а тој остана при него цел месец. Лаван пак му рече: ти си навистина коска од моите коски и од мојата плод, и тој остана при него цел месец. Тогаш му рече Лаван на Јаков: зарем бесплатно ти ми служиш, оти си ми род? Кажи ми, која да ти биде платата? А Лаван имаше 2 ќерки, на постарата ти беше името Лија, а на помладата Рахил. На Лија очите и беа блуникави, а Рахил имаше убава става и убаво лице. На Јаков му омиле Рахил, па рече: ке ти служам 7 години за Рахил, твојата помала ќерка. Тогаш Лаван рече: подобро тебе да ти ја дадам отколку на друг, остани при мене. Ја служи Јаков за Рахил 7 години и тие му се причинија како неколку дена, зашто ја сакаше. И му рече Јаков на Лавана: дај ми ја жената, зашто дојде времето да влезам при неа. И ги повика Лаван сите луѓе од тоа место и направи свадбена гозба. А вечерта ја зеде Лаван Лија, ќерката своја, и ја воведе кај Јаков, и Јаков влезе при неа. И Лаван и ја даде Зелфа, слугинката своја, на Лија, ќерката своја, за да ја биде слугинка. А кога настана утрото, се виде дека тоа била Лија, па му рече Јаков на Лавана: што ми направи? Нели за Рахил ти слугував? Зошто ме измами? А Лаван му рече: не бива во нашето место да се омажи помалата пред постарата. Помини оваа седмица со неа, па ќе ти дадам и другата, за која ќе ми слугуваш други 7 години. И Јаков направи така и помина со неа 1 седмица. Потоа му ја даде Лаван за жена Рахил, ќерката своја, и ја даде Лаван слугинката своја Вала на Рахил, ќерката своја, за да ја биде слугинка. Тогаш Јаков влезе при Рахил и Рахил повеќе засека отколку Лија, и така му служеше на Лавана уште други 7 години. Кога виде Господ Бог пак дека Лија не е сакана, и ја отвори утробата нејзина, а Рахил остана неплодна, Лија зачна и му роди син на Јаков и го нарече Рувим, велејки: Господ милостиво погледна на смирението море, сега ќе ме засака мажот мој. И пак зачна и роди син, па рече: Господ чу дека не сум сакана, па ми го даде и овој, и го нарече Симеон. И одново зачна, па го роди син и рече: сега веќе ќе ми се наклони мажот мој. Оти му родив 3 сина, затоа му стави име Левиј. А кога пак зачна и роди син, рече: сега ќе го возвалам Господа, затоа го нарече Јуда и престана да раѓа.
Рахил, гледајќи дека не му раѓа деца на Јакова, и позавиде на сестрата своја, па му рече на Јакова: дај ми деца, ако не, јас ќе умрам. А Јаков се наути на Рахил и рече: зар јас сум тој, а не Бог, што не ти дал плод на утробата? И му рече Рахил на Јаков: енеа слугинката моја Вала, влези при неа, нека ми роди таа вскут, па јас ќе имам деца од неа. И му ја даде Вала, слугинката своја, за жена, и Јаков влезе при неа. И Вала зачна и му роди на Јаков син. А Рахил рече: Бог ми пресуди и го чу гласот мој, да ми даде син, затоа му стави име Дан. И Вала, слугинката на Рахил, пак зачна и му роди втор син на Јаков. А Рахил рече: ми помага Бог, жестоко се борев со сестрата моја, но победив. И му кладе име Нефталим. А Лија, гледајќи дека престана да раѓа, ја зеде слугинката своја Зелфа и му ја даде на Јаков за жена, и тој влезе при неа. И зачна Зелфа, слугинката на Лија, и му роди на Јаков син. Тогаш Лија рече: дојде честа моја, па го нарече Гад. И пак зачна Зелфа, слугинката Лиина, и му роди на Јаков и втор син. И рече Лија: блазе мене, зашто блажена ќе ме наречуваат жените. Затоа му стави име Асир. А кога се жнееше пченицата, излезе Рувим во полето и најде мандрагори, па и ги донесе на Лија, мајката своја. А Рахил и рече на Лија, сестрата своја: дај ми од мандрагорите на синот твој. Лија пак рече: малку ли ти беше што ми го зеде мажот, сакаш ли да ми земеш и од мандрагорите на синот мој? Рахил и одговори: тогаш нека легне ноќеска со тебе за мандрагорите од синот твој. И вечерта, кога Јаков се враќаше од полето, му излезе Лија во пресред и рече: влези при мене, зашто те откупив за мандрагорите од синот мој. И легна тој со неа во таа ноќ, а Бог ја послуша Лија, и таа зачна, па му го роди на Јаков петтиот син. И рече Лија: Бог ми даде награда, затоа што му ја дадов слугинката своја на мажот мој, и му даде име Исхар, што значи награда. И пак зачна Лија и му го роди на Јаков шестиот син. И рече Лија: Бог ме награди со убав дар, па може би сега ќе ме засага мажот мој, бидејќи му родив 6 синови. Затоа го нарече Завулун. Потоа роди керка и стави име Дина. Но Бог си спомна и за Рахил, и ја услиша Бог, па ја отвори утробата нејзина. Таа зачна и му роди на Јаков син, па рече Рахил: Бог го отстрани од мене срамот мој, и му даде име Јосиф, велејки: Бог ќе ми даде и друг син. А кога Рахил го роди Јосиф, му рече Јаков на Лаван: пушти ме и ќе си одам во моето место и во својата земја. Дај ми ги жените мои и децата мои за кои ти служев, и да си одам, а ти знаеш како ти служев. Лаван му рече: немој, ако сум нашол милост пред тебе, гледам дека Бог ме благослови поради тебе. И уште рече: барај плата, колку што сакаш, и јас ќе ти дадам. А Јаков му одговори: ти знаеш како ти служев и колку многу ти се зголеми добитокот со мене. Оти малку беше она што го имаше, додека не дојдев јас, но многу се намножи, бидејќи Господ Бог те благослови кога дојдов јас. Па кога и јас за себе така куќа ќе куќам. И му рече Лаван: што бараш да ти дадам? А Јаков одговори: не треба ништо да ми дадеш, но направи онака како што ќе ти кажам. А јас пак ќе го пазам стадото твое и понатаму. Ќе го обиколам денес целото стадо твое и оддели секоја шарена овца и секоја црна и секоја шарена и пружеста коза, и тоа нека биде платата моја. Така после ќе ми посведочи справедливоста моја пред тебе, кога ќе дојдеш да ја провериш наградата моја, ако се најде тогаш меѓу моите овци која не е црна или шарена, и меѓу козите мои која не е шарена или пружеста, значи крадена е. Лаван му рече: нека биде како што рече, и ги оддели Лаван истиот ден јарците пружести и шарени, и сите кози црвеникави и шарени, секоја на која имаше нешто бело, и сите црни овци, па им ги предаде на синовите своји, и определи растојание од 3 дена, одење меѓу себе и Јакова. А Јаков го пасеше другиот ситен добиток на Лаван. И зеде Јаков зелени прачки, тополови, бадемови и јаворови, па изрежа Јаков пруги откако ја извади кората до беликата и ги стави така изрезаните прачки во коритата од поилата, каде што доаѓаа овците да пијат, а бидејќи стоката зачнуваше, кога доаѓаше на вода, овците гледајќи во прачките зачнуваа, па се раѓаа овци белузлави, дамкичави и шарени. И Јаков ги одделуваше и овците и им ги свртуваше главите кон шареното и сето црно стадо на Лаван, а своето стадо го одделуваше и не го мешаше со стадото Лаваново.
И секогаш кога зачуваше силниот добиток, Јаков ги ставаше прачките во поилата пред очите на добитокот, за да се пара, гледајќи во прачките. А кога се пареше слабиот добиток, тогаш не ги ставаше и го оставаше слабиот за Лаван, а силниот за Јаков. И така тој човек се збогати многу, да имаше многу ситен добиток и крупен, слугинки и слуги и камили и осли. Во тоа време чу Јаков дека синовите Лаванови зборуваат: Јаков зеде се што беше на нашиот татко и од она што беше на нашиот татко го доби тоа цело богатство. И виде Јаков дека лицето на Лавана не е спрема него како вчера и завчера, и му рече Господ на Јакова: врати се во земјата на таткото свој и во родот свој, и јас ќе бидам со тебе. Тогаш испрати Јаков и ги повика Рахил и Лија од полето каде што беше стадото, и им рече: гледам дека лицето на вашиот татко не е спрема мене како вчера и завчера, но Бог на таткото мој беше со мене. Вие самите знаете дека на нашиот татко му служев со сета своја сила, а таткото ваш ме лажеше и 10 пати ми ја мени платата, но Бог не му дозволи да ми направи зло. Кога тој ќе речеше секоја шарена нека биде твоја награда, тогаш сите се раѓаа шарени, а кога ќе речеше секоја пружеста да ти биде плата, тогаш сите се раѓаа пручести. Така Бог го одзеде добитокот од вашиот татко и ми го даде мене. Еднаш кога се пареше добитокот, ги кренав очите мои и видов сон. А тоа овците и јарците што скокаа на овците и козите беа пручести наместо бели и шарени. И ангел Божи ми рече во сонот: Јакове, а јас одговорив: еве ме. А тој рече: крени ги очите твои и погледај, овците и јарците што скокаат на овците и козите се пручести со бели дамки и шарени. Оти гледам се што ти прави Лаван. Јас сум Бог кој ти се јави во Ветил, каде што го прели каменот и ми направи таму завет. Стани сега и оди си од оваа земја и врати се во родниот крај и ќе бидам со тебе. Тогаш одговорија Рахил и Лија и му рекоа: дали имаме уште негов дел од наследството во домот од таткото наш? Зарем не сметаше како туѓинки? Тој не продаде и го изеде нашето сребро. Сето ова богатство и слава што му го зеде Бог на таткото наш ќе биде наше и на нашите деца. Затоа сега прави онага како што ти рекол Бог. И се крена Јаков, па ги качи децата своји и жените своји на камели и го зеде со себе сиот свој добиток и целото свое богатство што го беше придобил во Месопотамија, за да појде кај Исак, таткото негов, во земјата Хананска. А Лаван беше отишол да ги стриже овците своји. Тогаш Рахил му ги украде идолите на таткото свој и Јаков затаи од Лавана, арамеецот, не јавувајќи му дека ќе си оди. И се замина тој со целото богатство свое и се крена и премина преку реката, па се упати кон гората Галат. На третиот ден му јавија на Лавана арамеецот дека Јаков побегнал и ги зеде со себе синовите и браќата своји, па тргна по него во потера и по 7 дена го стигна во гората Галат. Но Бог му дојде на Лавана арамеецот ноќе во сон и му рече: пази се, не зборувај му на Јаков лошо. И го настигна Лаван Јаков, а Јаков ги беше распнал шаторите своји во гората, а и Лаван исто така ги распна со сродниците своји во гората Галат. И Лаван му рече на Јаков: што направи, зошто ме излага и ги одведе ќерките мои како со оружје грабнати? Зошто тајно избега и скришум отиде од мене? Ако ме кажеше, јас ке те испратев со веселба и со песни, со тимпани и гусли. Ти не ме удостои дури ни да ги бакнам внуците мои и ќерките мои. Постапи на вистина неразумно. Сега можам да постапам лошо со тебе, но Бог на вашиот татко ми рече ноќеска велејки: пази се на Јаков, не зборувај му лошо. Оди си, значи кога толку си се зажелел да се најдеше во куќата таткова, но зошто ги укради идолите мои? А Јаков му одговори на Лавана и рече: се плашев, оти помислив дека насила ќе ми ги грабнеш ќерките своји од мене и се мое. И рече Јаков: кај кого ќе ги најдеш идолите твои? Тој нека не живее повеќе. Пред нашите сродници барај го она што е твое кај мене. Но тој ништо не најде кај него, а Јаков пак не знаеше дека Рахил жената негова ги украла. И влезе Лаван и ги пребара во шаторот на Јаков и во шаторот Лин и во шаторот на двете робинки и не ги најде. Па откако излезе од шаторот на Лија, влезе во шаторот на Рахил, а Рахил беше ги зела идолите и ги сокрила по седлото на една од камилите и беше седнала на нив. А таа му рече на таткото свој: немој да се налутиш, господару мој, што не можам да станам пред тебе, оти го имам она што е кај жените обично. И ги бараше Лаван по целиот шатор, но не ги најде идолите свој. И Јаков се налути, па се скара со Лавана и велејки му рече: што сум направил, што сум сгрешил, па толку жестоко ме гониш?
ги пребара сите работи мои и што најде од куќата твоја, покажи овде пред моите и пред твоите сродници и тие нека пресудат меѓу нас двајцата. Еве 20 години бев кај тебе, овците твои и козите твои не се јаловеа, а овни од твоето стадо не јадев. Што ќе заколеа зверовите, не ти го носев, само го надоместував, а од мене го бараше она што ќе беше загубено дење или ноќе. Дење ме изнуруваше горешчината, а ноќе мрзнев и сонот ми бегаше од очите, такви ми беа 20 години во твојата куќа. Ти служев 14 години за двете ќерки твои и 6 години за овците твои, и платата ми ја измени 10 пати. Да не беше со мене Бог на мојот татко Бог Авраамов и стравот од Исак со мене, ти секако би ме отпуштил празен, но Бог ја биде мојата неволја и трудот на рацете мои, па те прекори вчера. А Лаван му одговори на Јаков и рече, керките се мои керки, децата се мои деца, добитокот е мој добиток. И се што гледаш, се е мое и на керките мои, па можам ли нешто да им направам ним и на децата што ги родија тие? Туку ајде да склучиме сојуз јас и ти, и тоа нека биде сведоштво меѓу мене и тебе. А Јаков му рече, никого нема со нас, Бог е сведок меѓу мене и тебе. Тогаш Јаков зеде камен и го постави за спомен, и им рече Јаков на сродниците своји, соберете камења, и насобраа камења и ги нафрлија на куп, и јадеа таму на купот. Му рече Лаван, оваа грамада денес сведочи меѓу мене и тебе. Лаван го нарече купот и Јегар, Сахадут, односно грамада сведоштво, а Јаков го нарече Галад, грамада сведок. И му рече Јаков на Лаван, овој куп и овој камен што го поставив меѓу мене и тебе ќе сведочи пред мене и тебе, и затоа се нарече со името Галад и се нарече и Миспа. Оти Лаван рече, нека гледа Бог на мене и на тебе, откако ќе се разделиме еден од друг. Ако постапуваш со ќерките мои лошо, или ако земеш други жени покрај ќерките мои, тоа иако нема човек да биде меѓу нас да гледа, ете Бог е сведок меѓу мене и тебе. И уште му рече Лаван на Јаков, еве го овој куп, еве го овој споменик што го поставив меѓу мене и тебе. Овој споменик нека биде сведок дека ниту јас нема да минам преку овој куп кај тебе, ниту ти кај мене ќе минеш преку овој куп и преку овој споменик за лошо. Бог Авраамов и Бог Нахоров нека суди меѓу нас. И Јаков се заколна во стравот на неговиот татко Изак. Тогаш Јаков закла жртва во гората и ги повика сродниците своји, и тие јадеа, пиеа и ноќеваа во гората, а утрина стана Лаван и ги бакна внучината и ќерките своји и ги благослови, па се врати Лаван и отиде во своето место. И Јаков тргна по својот пат и виде војска Божја спроти него и го сретнаа ангели Божји. А кога ги виде, Јаков рече, ова е Божја војска, и затоа местото го нарече Маканаим. И прати Јаков пред себе гласници кај Исав, братот негов, во земјата Сеир, во крајот Едомски. Па им заповеда и рече, вака речете му на господарот мој Исав, еве што вели слугата твој Јаков, бев при Лаван и досега се задржав таму, а имам волови, осли и ситен добиток, слуги и слугинки, затоа испратив да го известат господарот мој Исав, не би ли нашол слугата твој милост пред тебе? И се вратија гласниците кај Јаков и му рекоа, отидовме при братот твој Исав, и ете тој ти доаѓа во пресред со 400 души, а Јаков се уплаши многу и се загрежи, па ги раздели во две групи своите луѓе што беа со него, и овците и воловите и камилите, и рече Јаков, ако Исав удри на едната група и ја разбие, може би втората ќе се спаси. И пак рече Јаков, Боже на таткото мој Аврам, Боже на таткото мој Исак, Господи Боже, ти кој ми рече, врати се во земјата каде што си роден, и јас ќе ти бидам добротвор. Не сум заслужил толкава милост и толкава вера што му ја направи на слугата твој, зашто само со стап го минав овој Јордан, а сега сум господар на два табора. Спаси ме од рацете на братот мој, од рацете на Исав. Оти се плашам од него да не би кога ќе дојде да ме убие мене, да ги убие и мајките и децата. А ти рече, навистина јас ќе ти бидам добротвор и ќе направам потомството твое да биде како песокта морска, кое од множеството не ќе може да се изброи. И преноќева таму таа ноќ и зеде од се она што му беше при рака, па му испрати дарови на својот брат Исав, 200 кози со 200 јарци, 200 овци со 200 овни, 30 камели родилки со камилчиња, 40 крави и 10 јуниња,
20 ослици и 10 осли и им ги предаде на слугите своји, секое стадо посебно, па им рече на слугите своји: врвете пред мене и оставајте доволно растојание меѓу едното стадо и другото. И му заповеда на првиот велејки: ако те сретне Исав, братот мој, и те праша велејки чиј си и каде одиш и чие е тоа што го тераш пред тебе, а ти кажи на слугата твој Јаков, а ова му го испраќа како дар на господарот свој Исав, и ете, и самиот доаѓа по нас. Што му заповеда на првиот, така направи и на вториот, и на третиот, и на сите што одеа по стадата. И рече: така кажете му на Исав кога ќе го сретнете. И уште рече: ете, Јаков слугата твој доаѓа по нас, оти си вереше, ќе го ублажам со даровите што одат пред мене, па ќе му го видам тогаш лицето можеби и ќе ме прими. Така даровите тргнаа пред него, а тој преноќева таа ноќ кај таборот свој, и ноќта стана, па откако ги зеде обете жени своји и двете робинки и 11 синови своји, го премина потокот и Јавок, а откако нив ги зеде и ги преведе преку потокот, пренесе и се друго што имаше. А кога остана Јаков сам, тогаш некој се бореше со него до зори, и кога виде дека не може да го совлада, се допре до бедрото. Така што на Јаков му се измести колкот од зглобот додека се бореше со него, па тогаш рече: пушти ме веќе, зора е. Но Јаков одговори: нема да те пуштам додека не ме благословиш. И му рече: како се викаш? А тој одговори: Јаков. Тогаш му рече: од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израил ќе е името твое. Зашто храбро се бореше и со Бога, па и со луѓето силен ќе бидеш. А Јаков праша и рече: кажи ми го името твое. А он одговори: со што прашувај за името мое, кое е чудно, и го благослови таму. И Јаков го нарече она место со името Фануил, зашто рече: Бога го видов лице в лице и душата моја се спаси, а сонцето беше изгреало кога го мина Фануил и накривнуваше поради колкот. Затоа синовите Израилови не ја јадат жилата кај зглобот од бедрото се до денешен ден, бидејќи зглобот на бедрото од Јаков му беше исчашен во тетивата.